Ало, здраво, добар ден, пријатели, јас сум Петар Наумовски. Ова е исто така видео за Украинскиот фронт, за фронтот во Русија и Украина. Во минатата недела се случуваат многу работи, се случува доста активности, кои што не успеавме денови да ги навремено, секој ден да ги објавиме, да ги презентираме. Затоа денес повторно сме на фронтот во Русија и Украина. Тој е повторно активен на светско ниво. Има многу случувања, затоа денес повторно ќе зборуваме за Украинскиот фронт. Минатото видео, а и претходните видеа имаше исто така доста информации. Киев беше под обстрел, имаше убиство на деца во студентски дом. Доколку не ви се погледнати видеата, може да ги погледнете во каналот. Минатиот ден направивме исто така интервју со професорката Билјана Ванковска, која што е запозната со доста од тековите во светските настани, која што е запозната со источните текови, со западните текови, со која што пак направивме еден осврт на целокупната светска политика и за тоа што се случува со меѓународното право денес, дали имаме создавање на нов свет, нов поредок во светот, дали се создаваат империи и така натаму. Доколку не ви е погледнато истото, можете пак да подсетам да го погледнете во каналот. Има многу информации, не станува збор за треба да подсетам стварно не станува збор за на локални некакви алашвериш политики, туку станува збор за една светска, глобални настани кои што го засегаат целиот свет. Светот пред нас се менува и ние треба да имаме еден блик, треба да има еден вид што се случува во светот, дали тоа и како тоа нас ќе не засегне. Имено, може да се подсетите пример во 90-тите години, кога се рушише Берлински зид, кога се создаваа нови држави. Повеќето од луѓето не ни знаеа што се случува, немаа ни представа за тоа какви последици би имало целото тоа нешто. Кога се руши Берлинскиот зид, се создадоа нови држави. Се создаде една нова реалност, се создаде еден нов светски поредок. Во тој светски поредок ние живееме 30 на години и сме делови од тој светски поредок, но кога се создаваше ние немавме увид, не знаевме што точно се случува тогаш. Истото се случува и денес. Светот е во една фаза каде што се прекројуваат досегашните фактори, се гази меѓународното право, се создаваат нови светски поредоци, имаме изгрев на нови светски економии. Кина е во еден голем подем, Русија е во еден голем воен подем во светот. Имаме создавање на центри на моќ низ светот. Затоа ги следиме тие настани и заедно информираме. Ова беше една увертира и кон интервјуто со професорката Ванковска, за да го погледнете и да добиете впечаток од прилика што и како се случува во светот. Пред да продолжам понатаму, стандардниот повик, доколку не сте членови, доколку не сте претплатени за каналот, единствената можност да добивате видеа во кои што секојдневно објавуваме видеа во кои што ќе добиете информации кои што ги нема во медиумите за масова комуникација. Единствениот начин е да направите subscribe за каналот, абониран, или да се претплатите за каналот како што би ги добивале видеата на вашиот ѕид. Бидејќи YouTube е така направен што алгоритмот не ги дава видеата автоматски, е потребно да бидете член на каналот. Но сега да поминеме понатаму. Што се случуваше минатата недела? Огромно внимание од западните медиуми особено се посвети минатите денови на ударот на дрон врз Романија. Некаков залутен дрон, како што ти кажа, некаков залутен, но руски дрон удари во еден град, во едно мало градче на пристан на истокот од Романија, удари во една висока зграда, многуетажна, висока зграда, удари во поткровието на зградата дронот и има две жртви, а и неколку десетици се евакуирани од зградата. Имено станува збор според западните медиуми за руски дрон
Денес пак председателот Путин имаше друго мислење, друг пат во следното видео ќе го обработиме неговото мислење. Во западните медиуми беше предадено дека станува збор за руски дрон кој што удрил во Романија и има жртви. Зашто станува збор? Станува збор за сериозен инцидент во кој што е ударена, во кој што е извршен напад врз држава членка земја на НАТО. Знаете дека ако земја на НАТО е ударена или е нападната од друга земја, тогаш може да се повика на членот 5 од договорот за присоединување во НАТО. Членот 5 пак има различни толкувања, повторно друг пат ќе го анализираме, но членот 5 остава можност да сите земји од алијансата, од НАТО алијансата се вклучат во одбрана на таа нападната држава. Како да се вклучат и што да направат, тоа не го регулира членот, тоа е нешто кое што не е анализирано, не е познато во македонските медиуми и ќе имаме можност друг пат да зборуваме за тој член. Да се вратиме. Дронот, според западните медиуми, руски дрон, ударил врз зграда во која што живеат луѓе во Романија. Ударил на последниот спрат, има 2 жртви, зградата е евакуирана. Во Романија биле подигнати 2 авиони F-16 и биле подигнати специјални хеликоптери за борба со дрон. Биле подигнати, но дронот не бил неутрализиран и бил оставен да удри. Зошто се случило цело тоа така и зошто се допуштило тоа, беше прашањето исто така и на романските новинари, на кој што пак следуваше еден официјален одговор дека тоа е направено бидејќи кога бил дронот веќе пресретнат, тоа било веќе во градско подрачје. Иако биле испукани кон него проектили и ракети за уништување, тоа ќе можело да нанесе поголеми штети врз градското на подрачје. Затоа дронот бил оставен да удри врз зградата. Значи, не е направено неутрализирање на дронот. Но романците имаат веќе искуство со неутрализирање на дронови. Тие учествуваа во неутрализирање на дронови на Балтикот, во Естонија, каде што соборија каде што досега имаше неколку соборувања од романски F-16 кои што беа подигнати и соборија дронови во Естонија на Балтикот, и затоа романците имаат веќе искуство со дронови и знаат, тоест имаат веќе некакво искуство како може да делуваат и што би требало да направат во таа борба со дроновите. Паралелно со овој дрон, веќе имавме неколку, според информациите, околу 50 удари со дронови врз територија на НАТО стране. Тоест, во минатото се сеќавате, како почеток имаше удари неколку дронови во Полска, беше малку пред неколку месеци. Во Полска, каде што имаше жртви, беа убиени некакви земјоделци таму во полето. Првите најави таму беа дека станува збор за руски дронови, за да подоцна се утврди дека станува збор за украински дронови. Во изминатиот период имаме исто така пак и интензивни удари на дронови или паѓање на дронови во балтичките држави. Имаме во Литва, во Естонија, во Латвија. Имаме неколку дронови кои што се ударени, кои што се рушени дури во Финска дури. Значи, во минатиот период имаме интензивни паѓања на дронови, интензивни инциденти со дронови во Балтикот, или како русите му викат во Пробалтика. Пред неколку дена имаше емисија за случувањата во Балтикот, доколку не ви е погледната, може да ја погледнете, направив неколку информации што отприлика се случува во Балтикот, имаме случувања околу Сувалки, имаме случувања околу Санкт Петербург, има во Латвија, во Естонија и така натаму. Значи, полека и Балтикот, но и Романија се некако како да се вклучуваат во тие борби со дронови. Дроновите се поинтензивно стануваат играчи на фронтот и како одговор на тоа што дронот удри во Романија, романците пак го прогласија за персона нон грата конзулот на Руската Федерација во Констанца. Значи, тие го избркаа конзулот, го прогласија за персона нон грата како одговор на тој удар на руски дрон, на кое што пак Руското министерство за надворешни работи преку портпаролот Захарова даде исто така закана дека ќе направат реципрочен одговор врз романската држава.
Значи, полека гледаме едно заладување и на романскиот држава, исто така кој што полека се вовлекува во операциите и со дронови и со други средства. Но очигледно дроновите стануваат и новото оружје на оваа идна војна. Знаете, пред Првата светска војна најмокното оружје на пример било коњаницата. Во Првата светска војна иде тие митралези или картечници како се викаат, за да пак станат една новост, една иновација во Првата светска војна каде што ги неутрализираат до тогашните војни оружја. Врз основа на тоа пак се гради и тој тенк, кој што пак ќе биде отпорен на картечниците и на митралезите, и тој тенк станува пак оружје во Втората светска војна. Најмощно оружје во Втората светска војна тенк станува како одговор на картечниците. Значи имаме постепено воведување на нови оружја. Тоест имаме во Првата па во Втората светска војна и сега доаѓаме очигледно до дронот како едно оружје врз кое што ги обзема сите фронтови насекаде. Што наблюдувавме исто така денови беше, знаете, и кризата во Блискиот Исток, и во Израел имаше напади, но имаше напади и во Персискиот залив. Што се случуваше во Персискиот залив? Од иранска страна беа испалени или беа лансирани многу дронови. Иранците го имаат тој нивни шахет, кој што подосна го споделија со русите, пак русите од него направија нивниот геран кој што сега го доусовршуваат. Видовме од Иран испалени, лансирани многу дронови шахеди врз државите од Персискиот залив, врз Кувајт, врз Емиратите, Саудијска Арабија. Како тие постапуваат таму? Тие прво испалуваат многу дронови, пуштаат многу дронови, со тоа ја подигнуваат, ја активираат противвоздушната одбрана на државите на каде што се упатени. Противвоздушната одбрана се активира, почнуваат да се активираат Петриот ракетите. Некои од дроновите се неутрализираат, но многу од нив и завршуваат таму каде што треба. После дроновите пак доаѓаат тие хиперзвукови ракети, хиперзвучни ракети, кои што се движат нели со поголема брзина од брзината на звукот, затоа и се викаат хиперзвукови ракети. Значи, дроновите прво ќе ја разбудат, ќе ја неутрализираат или ќе ја истоштат противвоздушната одбрана, за да потоа направат пат за ракетите. Тоа е еден начин кој што го видовме прво нели на украинскиот фронт, тоа го правеа и русите, за да ги потрошат противвоздушната одбрана, па потоа удираа со ракети. Истото го гледавме и на Блискиот Исток. Кој е заклучокот од тоа нешто? Тоа е дека овие дронови или шахеди или герани, тие се едни ефтини воени средства кои што чинат некаде околу до $30,000, значи до 30, а повеќе се околу 10, 15 до $20,000. За да го соборите пак тој ракет, противвоздушните одбрани испалуваат многу ракети, кои што пак една ракета Петриот кошта неколку повеќе од милион. Значи имате едно мноштво од поевтини дронови кои што треба да ги неутрализирате со многу милиони милиарди. Прво, но второ, и немате толков капацитет да направите толку многу Петриот ракети со кои што вие би ги неутрализирале сите тие дронови. Затоа во моментот државите се уште работат на тоа да се направи систем со кој што ќе може да се води војна против дроновите, тоест да се неутрализираат тие FPV дронови. Најавите за последни иновации, за последно нешто на кое што работат и русите, но и останатиот свет се дека ти работат на системи за пресретнување на дронови. Последно кое што гледам исто така, израелците се доста понапред, имаат така наречените смарт системи, развиваат смарт системи. Тоа се системи во кои што тие се закачуваат ласерите кои што прават пресметки на дистанца, кои што го следат движењето и прават една смарт проценка како да се интервенира, тоест на кое растојание и како се движи тој дрон и како да се собира. Тоа се едни смарт системи во кои што сега се развиваат, особено од израелската влада. Зошто од Израел? Бидејќи Израел во нападите врз Либан имаше можност да ги усети исто така тие напади со дронови, бидејќи пак од јужен Либан, од либанска страна,
сателитната организација на Иран, Хезболах, испали исто така неколку дронови, кои што пак израелците не можеа исто така да ги неутрализираат и тие дронови од Либан. Бидејќи израелците таму напредуваат со тенкови, но и со авиони, а пак овие нели испалуваат тие, тоест лансираат тие дронови, тие шахеди. Затоа очигледно целиот свет сега работи на тоа да најде еден против оружје на овие дронови. Значи, очигледно дроновите стануваат новото оружје на оваа војна која што гледаме и во Украина и на Блискиот Исток. Како потекнуваат дроновите? Дроновите во моментот очигледно и европската индустрија фаќа замав со тоа, очигледно има се повеќе фирми и во Европа кои што работат со дронови, кои што развиваат нови дронови и во Германија и во Франција. Но засега очигледно предничат кинеските фирми. Не е тајна дека кинезите продаваат дронови и на русите и на украинците. Тоест му продаваат и на русите и на украинците, пак овие се меѓусебно се убиваат со тие дронови. Значи, пак ќе повторам, руско-украинската војна е една братоубиствена војна, една војна во која што загинува православно население без очигледно да има некаква, според мене, една конкретна, една јасна цел. Кинезите му продаваат и делови за дронови, и на едните и на другите, кои што пак подоцна одат во Украина, се зглупуваат и се праќаат на фронтот. Како делува тој фронт, претходно сум објаснувал, имаме една мртва линија, околу 20 на 30 км, кај што ништо не може да се предвижи. Тоест имаме линија во Украина на украинскиот фронт од околу 30 км и во тој регион не може ништо да се предвижи, бидејќи од едната страна и од другата страна имаме дронови кои што постојано маневрираат во тој регион. Зошто кинезите велам дека можеби се малку поразвиени? Затоа што кинезите очигледно во последните вести гледаме дека кинезите развиваат и вештачка интелигенција во дроновите. Тоест што тие прават? Тие прават роеви од дронови. Како функционираат роевите од дронови? Имаат една матица. Очигледно имаат една матица која што оди и врз дроновите одат во еден рој, во една мноштво, многу дронови, и врз нив е инсталиран во дроновите вештачка интелигенција. Вештачка интелигенција пак со помош на визуелни, со помош на камери и други сензори, открива пред себе дали станува збор за воен објект или станува збор за друг објект. И на тој начин донесува одлуки дали да удри или да не удри во тој објект. Матицата може да го управува целиот рој, одат, и на тој начин имаме едно мноштво илјадници дронови. Значи, кинезите го развиваат тој метод. Очигледно врз тие методи се уште немаме противодействие против оружје. И се повеќе гледаме и пред и други удари, особено и во внатрешноста. Украинците успеваат во внатрешноста на Русија да удрат со дронови. Каков случај имавме претходно со дронови? Имаше случај кога украинците имаа натоварени камиони во Русија со дронови и ги беа пратили по некакви шпедиции во Русија. Овие ги беа разнесле во цела Русија, ги беа разнесле во Сибир. Во Сибир тие ги дигнаа дроновите и ударија во воени бази, руски воени бази. Во Сибир тие ги подигнаа и удрија воени бази, руски воени бази. Тогаш и удрија и руската треба да удрија од тие стратегиските воени авиони, кои што тоа се стратегиски воени авиони, кои што само тие може да носат огромни тонски атомски бомби. Тоа се деловите на руската авиација кои што се складирани, кои што се чуваат во Сибир и кои што таму може да тргнат и да носат со себе атомски бомби. Така украинците нанесува, тоа беше одамна, можеби минатата година, веќе сум заборавил, но е како еден пример за исто така за еден напад со дронови. Во последно, исто така гледаме и слични напади каде што украинците стационираат дронови со вештачка интелигенција и покрај патишта во Русија и така натаму. Во периодот гледаме, како што кажав, и проекти за развој на дроновите со вештачка интелигенција, гледаме развој на дроновите, на пресретнувачите на дронови, тоест системите кои што може да ги неутрализираат дроновите, но
од руските медиуми може да се види дека русите постојано собираат и луѓе кои што може да ќе служат како оператори со дронови. Тоест луѓе кои што ќе бидат оператори на тие дронови. Значи следиме еден постојан развој на индустријата со дронови. Има што уште да се зборува за дроновите, но за денес мислам дека е доста да се движиме во тој тајминг. Пред да се разделиме уште едно подсетување, доколку сакате да добиете овакви информации, единственото решение, единствениот начин е да направите subscribe или абонирање за каналот Наш свет со Петар, како што би можеле да ги добивате овие видеа. За сега, благодарам и пријатно.